Солзи, сеќавање, тага, почит, песни и црвени рози. По 16-ти пат Крушево, Македонија и Балканот одаваат почит на нашиот ангел Тоше. Додека пак 6-та година поред 13-те маратонци кои што тргнаа од Нова Градишка и во чест на Тоше трчаа до Крушево, беа пречекани со црвени рози од страна на учениците од средното училиште Наум Наумовски Борче. За кого? За Тоше! За кого? За Тоше! 13 маратонци во тешки услови, во вечерните часови, се бореа со плетвар, со прилеп, во студ и дожд, но еве, нашиот 14-ти ангел сопатник ни го отвори небото и не угреа сонце пред неговиот вечен дом во Крушево. Тргнавме Нова Градишка, вкупно околу 198 км во Хрватска и стартувавме на граничниот премин Табановце. За денес во 12 часот да стигнеме во Крушево, да положиме следот свеќе. Голем број негови фанови од Македонија и Балканот денеска беа во Крушево. Велат дека Тоше е нивниот патоказ и пример како треба сите ние да живееме. Тоше значи инспирација и пример како што треба да бидат младите денеска. Вечерото почивалиште на Тоше за мене значи светост, за мене значи нешто непроценливо. По повод 16 години од неговото загинување, спомен домот Тодор Проески направи и десетина фотографии со Браева азбука, за да може истите преку допир да ги почувствуваат и лицата со оштетен вид. Освен од Тоше, вакви фотографии се изработија и од неговиот спомен дом, од манастирот Свето Преображение, неговите гитари, автомобилот Буба и дел од неговата облека. Тоа се тактилни фотографии, значи слепите лица со допир. Ќе можат да го помилуваат Тоше. Ние сакаме за 16 октомври да кажеме дека на сите очите ни се затворени, меѓутоа на ваков начин, заедно со слепите лица ќе може да го допремат Тоше. Во спомен домот има 660 лични предмети од Тоше. Спомен домот досега го посетиле над 1 милион посетители и тој е еден од најпосетуваните музеи на Балканот.